Јавното предпријатие ИСАР ланската 2017 година покажа финансиска загуба од 10,6 милиони денари. Ова го покажале финансиските извештаи за работа на Штипското комунално предпријатие. Зголемените трошоци во однос на остварените приходи биле причина за ова негативно салдо во финансиското работење на ова предпријатие, велат одговорните. Ова било причина и за штедење годинава во ИСАР и намалување на трошоците за 30 до 40%. Најголемите трошоци во јавното предпријатие ИСАР, зборувам за 2017 година, се трошоците за материјали, трошоците за горива, трошоците за електрична енергија. Дел од овие трошоци во изминатиот период успеавме да ги симнеме на некој ниво, некаде 30, некаде 40% помалку, во зависност за кој трошок се работи. Оваа година во ИСАР нема да има нови вработувања. Со предлог планот доставен до Комисијата за урбанизам, ИСАР ги планира за следната година со вработување на 34 лица. Генерално, бројот на вработените во јавното предпријатие ИСАР од постојниот нема да се зголеми и што е за нас најважно, значи во планот за вработување гледавме да тоа бидат ефикасни, продуктивни работни места, односно 90% од вкупниот број планирани вработени се општи работници во сите сектори на јавното предпријатие ИСАР: водовод, комунална хигиена, паркови и зеленина. Новите вработувања во ИСАР следната година се планирани по основ на заминување на вработени во пензија или технолошки вишок. Инаку финансиските извештаи по работни единици во ИСАР покажале дека најнепродуктивни работни единици се пазар и градска бања. Најмногу добивка е остварено во водовод и канализација.